Димитар Апасиев, членот на Президиумот на Левица, на својот Facebook профил обвини за судирни интереси во случајот со Кочо Ангјушев, кој што е вице-премиер во новата влада. Според Апасиев, ден пред да биде избран Ангјушев, била дадена привремена дозвола за производство на струја на мала хидроелектрана, на која како собственик се јавува токму Ангјушев. Постои реален судирни интереси во новата влада. Имено составот на владата е избран на 31 мај 2017 година, а беше објавен во службен весник број 65 на 1 јуни 2017 година. Само една страница подолу има одлука на Регулаторната комисија за енергетика од 31 мај 2017 година за давање привремена дозвола за производство на струја на мала хидроелектрана, чиј собственик е Кочо Ангјушев. Како што пишува Апасиев, еден ден пред да биде објавен изборот на новата влада во службен весник, Регулаторната комисија за енергетика објавила статус на повластен производител на електрична енергија на друга хидроцентрала, каде Ангјушев повторно е коособственик. Ова е типична буржоаска игра со која е изигран законот, бидејќи Регулаторната комисија ги донела одлуките за доделување дозволи за бизнисите на Ангјушев да оперираат пред тој да стане вице-премиер. Отиако овие одлуки беа донесени 2 дена подоцна, ќе можеше да се покрене кривична постапка. Пред десетина дена и Бранимир Јовановиќ, уште еден член на Левица, кој што сега е советник на новиот министер за финансии Драган Тевдовски, го набадна изборот на Кочо Ангјушев за вице-премиер. Тој во гостување на ТВ21 на 26 мај кажа дека за да се назначи представник на бизнис заедницата за вице-премиер е од прилика исто како да назначите човек кој што љуби да пие, да чува визба во која што има складирано алкохол. Добрата оценка за ова прашање според мене ја даде еден мој другар. Тој кажа дека да се назначи представник на бизнис заедницата за вице-премиер е од прилика исто како да назначите човек кој што љуби да пие, да чува визба во која што има складирано алкохол. Ова не го кажам за да го навредам бизнис секторот, туку за да го илустрирам конфликтот на интереси кој што постои во оваа релација. Задачата на бизнисот според Јовановиќ е да прави профит.